Почитувани гледачи, како што и самите знаете, во емисијава секогаш можете да ги видите само најновите информации, најјаките видеоматеријали и најубавиот водител на целиот свет. Сега, извинете вака, но понекогаш мора да пуштиме нешто постаро. Тоа е сега, што да правиме. Кога нема ништо ново од летово од 2010-то, ќе мора да ви пуштиме нешто што е емитувано во вестите на А1 есента 2008 година. Битолската периферија е окупирана од самоникнат канабис. Собствениците на приградските ниви знаат за оваа појава што трае со години, меѓутоа ова опасно растение од кое се прави марихуана веќе се расшири и во близина на основното училиште Колеканински. Марихуана има покрај куделето што го држи старото корито што до училиштето и надолу овај што е индустријуден. Уште тогаш реагира од битолската полиција. Еве што изјави портпаролот Ѓоко Стрезовски. Што ми имаме оперативни сознанија дека ова растение го има на подрачјето на Битола, во тој случај должни сме да го известиме Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно подрачната единица во Битола, кои што се надлежни за уништување на овие растенија. Ако на изјава да си викате, ајде бе, празни зборови, само велата ништо не прават, само ветувања и слично, да ми извините, ама иш не сте во право. Година и 10 месеци подосна, односно во четвртокот. Запасете го моментов. Битолскиот фармер Душко Илиевски заедно со неговиот татко Томе и брат Муцане денеска во послепланевните часови се приведени од битолската полиција, која ги сомничи заради производство на марихуана. Полициски службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога при секторот за внатрешни работи Битола извршија претрес во дом и други простори, како и во градинарска нива, во местото викано Градско поле во околината на Битола, каде што беа пронајдени и одземени 207 стебла од растението канабис сатива. Браво! Браво за нашата прекрасна полиција, која секогаш ги фаќа криминалците и ги изнесува пред лицето на правдата. Фино, фино. Баш ме интересира каква ќе биде реакцијата на луѓето од тој крај. Делците од Градско поле на периферијата од Битола велат дека нивите им се преплавени со самоникнат канабис и не веруваат дека битолскиот фармер се занимава со производство на марихуана. Чекај бе, чекај, добро бе, што е ова бе? Кој го снимил ова бе? Нашиот камерман. Како бе нашиот? Тој од Битола што ни е, така? Стварно? Па тој треба да се засрами бре. Види го ти него зел канабис ке снима. И не само што треба да се засрами, треба и да се затвори бре. Кај нашо канабис бе, полицајци веќе го најдоа, го искорна, го затворија Душко и готово. Кај може да најде сега канабис на друго место? Види го ти него. Веруваш дека Душко го има произведувано ова? Не верувам, не верувам. Не верувам оти. Ова е целото, еве го целото е никнато. И во понивиото кај нас никнува, во бабчите. Кој е па сега овој бе? Пеце Петровски? Се ми оделес некој, а? Епа и Пеце да се затвори. И сите во чии ниви и бабчи има канабис. Срамот. Срамот. Дај пушти го да видам кај имало на друго место, да видиме кој треба друг да затвориме. Црна Новац, еве нека појдат кај манастирот има никнато. Овдека цело Боримечка е никнато. И кај манастирот. Опа, бато! Ајде на здравје! И калуѓерките таму да се затворат, бре! И господин Стефан да се затвори! Тој сигурно знаел за ова. Види ги ти нив, бе! Ти мисли си религија, христијанство, Исусова, она тие со друга да ти се занимавале. Бре, кај замина светов! Од нивата на Душко Илиевски денеска можеше да се најде уште по некое стебло со канабис, исто како и на соседните ниви. Овој распрскувач во нивата на Душко Илиевски е крунскиот доказ, барем за сега, за полицијата. Меѓутоа, во сите околни ниви на Градско поле преполно е ваква марихуана, која сега во јонските жеки го шири својот бизнес. Пецеве, не знам дали си ти запознаен, но еве веќе неколку месеци од управата ни има забрането да пушиме и да дуваме за време на извршување на нашите работни обврски, така да извини што ќе морам да го кажам ова, ама Гордана, затворај го и Пеце. Друг некој да додадеме на листава? Ова е улица Железничка, во која што главниот сообраќај за влез во Битола се одвива со огромна фреквенција. Меѓутоа, покрај самиот пат, тука може да се види канабис сатива во огромни количества, што би се рекло и цела плантажа.
Ете, видиш? Супер! Да се затворат сите возачи кои поминуваат покрај патот. Давај друг за затворање. Самоникнат канабис не мора да се бара во градско поле на периферијата од Битола. Го има дури во населени места и во градежни зони. То срце! Да се затворат и градешниците и луѓето кои живеат таму. Друг за затворање? Канабис може да се најде дури наспроти една од детските градинки во Битола. Види во чии раце ги оставаме нашите деца, бе. Мора да се затворат уште веднаш, да се затворат сите воспитувачки и сите деца кои одат во градинката. Ние се грижиме за нашите деца. Не ли е така? Дали Социјалдемократскиот сојуз може да ја превземе одговорноста доколку одгледуваната марихуана не беше запленета и дојдеше во рацете на младите луѓе, на студентите, средношколците, деца членови на Социјалдемократскиот сојуз или деца членови на ВМРО-ДПМН. Колку млади животи ќе беа загрозени? Така е! Што ако марихуаната дојдеше во рацете на младите луѓе, студенти, средношколци, деца членови на СРСМ или деца членови на ВМРО? Чекај бе. Сашо бе, имате деца кои се членови на вашите партии? Тоа е тажно. А никогаш може да биде пострашно од марихуаната. Друго нешто, дами и господа, од ВМРО-ДПМН? Почитувани колеги, секоја вечер членовите на ВМРО-ДПМН, предводени од градоначалникот на Битола господин Владимир Талевски, пратениците Анета Стефановска и Никола Котевски, одеа тајно на фамилиарниот посет на Душко Млекарот и ја садеа, одгледуваа и наводнуваа со внимание марихуаната цели 4 месеци. Кога? Сега треба да се смееме или да почекам? Сега? Колку беше јако, закон, многу јако. Птенда ти бил јак бил е бичиклиски, бра. Браво. Ме изнасмеа, тако, тај да бидеме малку сериозни. Јас за крај би сакал уште еднаш да и се заблагодарам на министерката Јанкуловска и на целата влада за успешната борба против дрогата и апсењето на најголемиот наркобос, кралот на подземјето Душко Елиевски, човекот кој сакаше со некакво си неисплатено млеко да ни ги замачка очите. И уште еднаш ја повикам министерката Јанкуловска да ги затвори сите оние кои што пред малку ги посочивме. И да, чекам уште една пофалница за помошта во борбата против криминалот. Толку? Задоволни? Епа, ај чао, ојдов јас на плажа на Откоце.